Доаѓаме до дело за високо образование. Знаеме дека високото образование како подсистем во рамките на образовниот систем е специфичен и се наметнува потребата, значи, самите универзитети да делуваат и да размислуваат предприемачки. Во однос на оваа група, значи, основни стратегиски насоки или цели би се однесуваат, значи, на зајакнување на свеста за важноста на предприемаштвото. Предлозите генерално се однесуваат, значи, на наставата. Некои од предлозите се да се едуцира наставниот кадар да предава предприемаштво. Значи, генерално се однесува на менување на начинот на предавање, не само да биде доминантна фронталната настава, туку да има комбинација меѓу традиционални методи и современи методи. Имено, она што сакам да го потенцираме еден модел на кој најчесто ние го користиме во наставата, значи студентите треба да знаат, да практикуваат и да бидат. Значи да се развиваат знаењата, вештините и ставовите во однос на презентираните содржини кои ги предаваме во рамките на предметите. Кога се планира, значи, како да се презентира една наставна содржина, значи почнуваме од тој кои ставови и како треба самите студенти да се однесуваат, меѓутоа кога почнуваме да предаваме од основните факти теоријата. Значи, предприемачкото учење генерално се однесува на воспоставување на една рамнотежа помеѓу теоријата и практиката. Значи, исто така како предлог е развој на програми за предприемаштво, каде што ќе се дефинираат предприемачките компетенции. Имено добро би било и да постојат национални стандарди за предприемачки компетенции, вклучително на оние hard и soft skills. Потоа имаме, значи, организирање на конференции за предприемачко учење и образование. Тука постои еден предлог да се отвораат компании поддржани од факултетите. Тоа, предпоставувам, колегата се однесува, значи, кога студентите имаат идеи да бидат поддржани од страна на професорите кои предаваат во рамките на факултетите. Како предлог имаме и отворање на инкубатор во рамките на факултетите, предприемачите од од стопанството да имаат улога на ментори на оние студенти кои што имаат идеи, да им помогнат, значи, во нивната реализација од идеја до профитабилна реалност, формирање на технолошки паркови, организирање на надпревари за бизнис планови. Потоа имаме развој на истражувачките вештини кај студентите. Во дискусијата, значи, со колегите од Агенцијата за развој и поддршка на предприемаштвото, дискутиравме дека постојат многу дипломски, семинарски, магистерски трудови, кои што пред се ориентирани кон теоретски истражувања. Меѓутоа, со развој на истражувачките вештини, добро би било студентите да бидат ориентирани кон решавање на проблеми од реалниот сектор. Работна пракса и навики за цело време на студиите и развивање на менторска мрежа од представници од реалниот сектор од конкретен смер, кои би ги воделе студентите низ процесот на избор за професија. Предпоставувам, ова се однесува на формирање на некои кариерни центри или професионални центри во рамките на универзитетите. Тоа би биле генерално предлозите кои произлегуваат од високото образование.